Добро. Ајде! Значи, откако ја изгледавме епизодата на петко и откако сите знаете дека треба внимателно да се однесуваме со домашните миленичиња, сите и одговорни да бидеме за сите оние кои што чуваат домашни миленичиња, јас си викнав уште една учителка овде, а тоа е мојата учителка Билјана, која што ќе ни зборува за како да си го поминеме креативно слободното време. Здраво, учителка! Здраво, 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 другарчиња, здраво, дечиња. Слободното време е едно од најубавите времиња кои што и за дечињата и за возрастните. И за дедовците! И за дедовците. Така, Во слободното време можат дечињата да прават, вие дечиња може да правите што сакате. Можат да се играат, можат да гледаат цртани филмови, можат да читаат, можат да гледат на компјутер. Но сепак јас сметам дека најубаво слободното време да се искористи е да биде правилно, квалитетно искористување на слободното време. И креативно, така? И креативно. Еве, во нашата работилница тука и ние многу креативно го провинуваме слободното време со тоа што се изработуваме. Еве, заедно со Лина и со дечињата што беа тука, изработуваме многу убаво сонце со виножито, цвеќиња, букет, го имаме лошкото тошо. Така? Како лошкото тошо? Лошкото тошо. Лошкото. Лош тошо! Да, Лошкото тоа е тошо. кога Ше ме гледај дечињата се... така тошко! Тоа е кога некој ќе ги налути дечињата, ако сакаат да замолчат и да не вратат, само го покажуваат лошиот тошо и сите бегаат. Лошко тошко! Да. Значи, лушко-тушко не е за покажување. Добро. Океј. А ние денес што ќе правиме, гледам дека има овде некои многу интересни работи. Имаме ножици, имаме лепак, имаме се што ни треба за да се изразиме креативно. Така, учителке? Така, И јас да. сум тука! И Дедо јас Менде, можам ќе да ви правиш и ти помогнам. со нас нешто? Па и возрастните Тука и дедо можат Менде, да да. помогнат. Јас вака мислам дека пошто доаѓа годишното време пролет, да изработиме многу убави цвеќиња. Меѓутоа да ги направиме малце на покреативен начин, на дечињата што не гледаат од дома, истото да може да го повторат и да го направат дома. Учителке, многу е добро тоа дека сега еве е пролета, ние не можеме да излеземе надвор и да се играме и во парк и да правиме цвеќиња, значи ќе ни треба, Така. добро е ова што дома ќе почнеме да се правиме Да некакви си изработуваме. да си изработуваме Да. цвеќиња од различни материјали. Така. Јас Ево. знам да изработам едно цвеќе. Ајде, еве јас ќе направам снегулка една и од снегулката ќе направам цвеќе. Колку е забавно, дечиња, вие знаете дека можете да ни се јавувате на нашите телефонски броеви, така? И да поставите некое прашање за вашето другарче, за како да си го поминате слободното време. А јас што можам да направам нешто? Дедо Менде, ти можеш да им одговориш на прашање, еве, да речеме, Дијана не праша дали е здраво тоа што секој ден јас пијам по една чаша сок исцеден од лимон без никакви додатоци, значи без шеќер и без такви работи. Па Дали тоа е сигурно здраво? дека е здраво, како не е здраво. Тоа е многу добро и здраво. Да ви кажам, она мојата, секој сабајлеви цеди, сокче од цвекло, лимонче, морковче. Уживам Цитронче. додека ги пијам. Така, и уште едно другарче не прашува дали можеме да одиме надвор и колку често на ден. Па не, сега не. Мојата не ме надвор. пушта да мрднам. Сега Јас не сакам да си одиме. одам на пазар, да си одам до продавничка, да ти кажам, Линче, бев до маркет, И Дедо ништо Менде. нема. А ништо нема, Нема да. шеќер, нема браш. Ама ништо ти нема. реков Дедо Менде, немој ти да одиш во маркет. Знам ме Кажи искара. што треба, ќе одиме, ние ќе ти купиме. Добро, Линче. И уште една работа, не прашуваат дали треба да се вежба секој ден и зошто. Заради тоа што ти мене ме навикна на вежбање, да ни објасниш сега зошто баш секој ден треба да се вежба. Вежбањето е многу здраво за сите нас, дури и за повозрастните. Ама зошто баш секој ден се одржуваме во кондиција? Добро е тоа за... Затоа што много ќе останеме витални и ќе можеме да се движиме и колку повеќе вежбаме, подобри сме и поздрави сме. Види колку убаво цвеќе ја направи Така. учителката Еве, Билјана. ова на многу лесен начин како испадне убаво цвеќето. Што правиме? Земаме си, сечкаме вакви ливчиња, најчесто 1 сантиметар, Така. по должина на хартијата, го превиткуваме, го лепиме и потоа исто така по страните. Дечињата може да ги израдуваат нивните родители кога се
И додека подарат. дечиња може Извинувам, учителке, Да. може ли тоа цвеќе да ми го дадете мене да и го подарам на мојата? На бабата? додека вашите Може, како не може. Ви благодарам. додека Еве го вашите светот како испадна. родители се За бабата на дедо За баба Менде. Севла, леле, За баба прекрасно Севда. цвекенце. можете и вакво цвеќе да направите додека вашите родители се отсутни. Друго учителке, Сега вака, јас исто мислам дека најубаво исто изработките да се прават заедно со другарчето. ама сега не можеме. Сега не можеме, меѓутоа сега како можеме да направиме сега, да се слушнеме со другарчето преку телефон, на Viber, на WhatsApp, Така. преку интернет, да се договориме што да направат, што да направат, каква изработка да направат, па сами да прават дома да изработуваат и потоа да си покажат, да си покажуваат. Исто така, другорувањето, сакам да кажам нешто за другарчето, за другорувањето. Другорувањето е една од најубавите работи што може да му се случи на секое дете. Да, јас имам многу другарчиња. А не само на децата, на возрастните. Така. Зошто? Кога на некој му е тешко, кога е тажен, мора да се исповеда на неговото другарче. Мора своите тајни да ги кажеме на своето другарче. Без разлика на се, другарството е најбитно. Дали на возрастни, дали на вас, драги дечиња, дали на дедовците и бабите. Така е и на родителите на било кој. Дедо Минда, дали тебе баба Севда ти е најдобра другарка? Да, најдобра другарка ми е. Јас се и кажувам нејзе. А мене ми е Петко најдобар другар, ми е Марија, Анна, комшо, комшито, сите тие ми се мене најдобри другари. Ако имам повеќе најдобри другари, така? Ако, да. Ама Колку сепак, повеќе другарче ги имам, толку сум побогат човек. ете така, другарството е најголемото богатство. И јас имам една другарка која што ми се вика Зиза. Зиза. Да. Знаете што, драги дечиња, другарството не познава граници, нема граници. Не е битна бојата на кожата. Не е битна националноста, Не е битно. Да. Полот, дали е машки или женски. Треба да покажеме. Да, сакам да покажам, Добра. имаме некои слики кои што ги имаме баш за другарувањето. Линче, малку да погледнам и јас. Може. Еве, на истата планета Земја, сите дечиња се другаруваат. Не е битен полот, не е битна расата. Битно е што? Другарувањето велиме дека е една од најубавите работи за детето. Опа! Ева вака. Ете Ете. така. Другарувањето е една од најубавите работи за детето. Дечињата можат слободно да си играат во парковите. И на нив, што мислите, дали им е битна гардеробата? На кои на децата? Да. Не, мене никогаш не ми е битно. Така, дали е битно, дали е момче или девојче? Не воопшто. Дали некој има поубав велосипед или поубав? Не воопшто. Така, битно е другарувањето. Друго, другарството секогаш треба да се негува. Да. Кога сте тажни, дали имате другарче на кој што кажувате нешто? Да, секогаш. И секогаш кажувам кога сум тажна, затоа што знам дека кога нешто ме боли и кога сум тажна, треба да го споделам тоа, за да ми биде полесно и за да се најде решение на она што мене ми представува некаков проблем. Така, исто, јас велам кога некој е сам, а нема да го сподели со другарчето, тој е осамен и нема другарче. Најбитно е што рековме дека не е битна бојата на кожата и националноста. Што се тоа боја на кожа и националност? Па Имаме. ние во нашата фамилија не признаваме такво нешто. Така. Не знаеме за Не вакви знаете. работи, за нас е едно исто. Така и треба да биде. Значи бојата на кожата, дали сме црни, бели, жолти, портокалови, не е битно од која националност сме дојдени, од која земја сме, не зборуваме сите на исти јазик. Меѓутоа затоа сме тука за да Ама сите научиме. гушкаме на ист начин. Ете така, зошто? Сите сме луѓе, сите разбираме. Исто така верат и И имаме обичаите. некој што сака да не праша нешто. Ало! Здраво. Здраво, здраво. Ало, Здраво. здраво. Повели. Јас сум Јанковска, чам во родење. Јас сакам да прашам дали можете да ми кажете како да се дружам со моите другариња, Така. а да Кога- не излегувам надвор.
Така, кога не Така, можеш да излезеш, Сега во учителке? времето на вируси не можеме да се гледаме со нашите другарчиња. За жал. Затоа ние треба да насмислиме еден многу убав начин. Ова е многу убаво прашање. Ти благодарам за прашањето. Како да се дружи со другарчињата без да се гледа? Така, еве пред малку го постави Линч истото прашање. Значи, со другарчето ќе се слушнете на телефон, на Viber, на WhatsApp, ќе се можете да се гледате. Први можете во слободно време да играте разни игри, а може да се договорите и заедно да изработите некоја креативна изработка. Како што е сонцето, како што го подаривме на баба Севда цветот Така и е. многу и други изработки. И на крај да си ги покажете меѓусебно. Или ако живеат куќа до куќа, може да си отворат прозори да си се гледаат од далеку. Да, Како јас и Лина што седиме на 1 метар од нас, точно. Исто така. Така, да. Најбитно рековме дека е другарството. Да. Меѓутоа, сакаме да поразговараме малце сега за дечињата од училиште, од прво оделение, малку да поразговараме за звуците. Дали може да поразговараме за звуците? За звуците? За звуците! како Ајде звуци? да разговараме за звуците. Ајде до мене, например. Дали знаете вие со помош на кој сетилен орган ние слушаме? Дедо мен да не слуша. Како? Ето. Како што рече? Со помош Со помош на кој орган луѓето слушаат? Чекај, Линче, 1 метар. Сега може. Со кој орган слушам? Да. Знам со кој орган Со слушам. кој? Со ушето. Така, дедо мен да ја знаеме. Така. Така е. Ние слушаме со помош на ушите. Увото, така на ушите. Опа. Вака. Ајде, да направиме нешто. Имаме една многу убава презентација направено, односно го имаме за почеток. Што е звук? Звук е се она што го разликуваме со слухот, со едно општо име го викаме звук. Имаме звукот, како што кажа дедо Менде, слушаме со помош на ушите. Односно, нашите уши примаат звуци. Звуците влегуваат во нашите уши, во нашиот ушен канал и така ние ги примаме звуците. Меѓутоа, имаме пријатни, непријатни звуци, звуци од природата. Има ли пријатни звуци? За тоа можам да ви зборувам многу. Она Да. мојата кога ќе почне да ме кара да ми вика: Хај си до сега, море, старо аро! Ама јас тогаш вака ќе си направам и ништо не слушам. Така, звуци од природата ни се ветерот, дождот, грмотовицата. Звуци испуштени од животните, кои ни се? Па, имаме како прави петалот кокошката. Имаме тука една сликовница многу убава, која што 1 метар! 1 метар! нема проблем, Добре, која што дедо мен сакаме. да научи како треба да се однесува во вакви услови. Да, Така е. можеме значи исто така да стиснеме. Да. Што е Тоа тоа? ни е звукот на Како? на На кокошката. кокошката. Така е. Така. Имаме звуци на сите животни испуштаат различни звуци. Потоа имаме звуци кои што се испуштени од луѓето. Односно кога плачеме, кога се смееме, кога викаме, кога пееме, кога ако збориме. плескаме. Точно. Така е. Еве ги вештачките звуци. Овие звуци воопшто не ги сака. Така, звуците испуштени од автомобилите, од бродовите, авионите. Че колку би било убаво, Чекал се да гледам. да, колку би Добре. било убаво, значи да, неопходни се и возила, и сообраќај, и бродови, се, ама колку би било убаво кога ќе нема коли, кога ќе има само велосипеди и какви чисти и убави звуци ќе произведуваат. Да, еве Така. има тивки и гласни звуци. Така, така, тивките звуци и гласните звуци. Обично тие се пријатни и непријатни звуци. Од Така. пријатните звуци кои ни се? Смеење на бебето може да биде пријатен звук. Така е. Смеење, да, Да, смеење на бебето, пеење пеењето, пријатен. А, еве Ова не да, ги ова се непријатни. многу непријатни Кога звуци. пеам јас, сигурно се пријатни звуци. Па, дедо Кога Минда, ќе се распеам јас, леле како се која Така. ќе рум дум 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 дум. цела Така. зграда игра вака. И сега една Дете насока душка сакаме да дадеме, една убава насока за дечињата. Значи што научивме? Научивме дека постојат звуци од природата, звуци од животните, звуци испуштени од луѓето.
Постојат пријатни и непријатни звуци и они имат една насока да изработат дома прво оделение да нацртаат звуци кои што им се пријатни и непријатни звуци. И колку е забавно ова, другарчиња, дома да нацртате пријатни и непријатни звуци. Леле, Да. колку е интересно, учителка, јас веднаш ќе почнам со тоа да се занимавам. Ајде, А вие за тоа време, гледајте, имаме спремно рецепти за здрава храна. Рецепти да Ајде! да научиш и ти. Знаеш, Линче, дека огладнев малку, сега ми се каснала една салатичка. Каде се Со рецептите? зеленчук салатичка. Салатичка со зеленчук. Може би ние треба да почнеме исто така. Зеленчукот. Сигурни са, да, ама има, значи, имаме зеленчук, ќе направиме салата, дедо А Менда. знаете што можеме да дадеме на дечињата? Што? Исто да го нацртат своето. Ти ја честитам победата, Стефи. Честитам. Ау, полека, од каде ти е таа сила? Веројатно од брокулите. Дали може да пробам една брокула? Не. Не! Јас, ако ја пробам сега брокулата, ќе ми дојде таква сила, што за 5 минути ќе се искачам на врвот на планината. А јас за 5 минути ќе стигнем до струмите. До струмите за 5 минути. До струмите за 5 минути. Како ќе стигнеш до струмите за 5 минути? Со тротинет. Со што? Тротинет. Тротинет? Тротинет? Ми текам. Сега, деца, ќе направам вкусен и здрав оброк што се вика тротинет. Што ни е потребно за тротинетот? Потребен ни е овој вкусен кашкавал. Потребни ни се грисинки, потребни ни се краставички и потребни ни се чери, Домаќа. доматчиња или пакиџанчиња. Почнуваме да го изработуваме тротинетот. Дали може да каснам брокилче уште едно? Може. Додека јас го јадам брокилчето, кажи ги ти битните работи пред да почнеме да го правиме овој рецепт. Битните работи се: пред да го правиме рецептот, треба да ги измиеме убаво рацете. Второ, Секогаш со нас треба да има возрастно лице и ваквите ножеви да не ги допираме со раце. и трето, на крај треба да си ги измиеме забите. Нозете, пардон, забите. Подготвени сме, почнуваме. Тротинету, тротинету. 3, 2, 1 и пустениот тротинет е готов и е подготвен да оди до струмица. Сега Стефи ќе ми покаже како ќе замине со овој тротинет до струмица. Повели, Стефи. Брм, брм. А јас? Чекај, Стефи. Брокулче. На друго место, свир, свир, за сите да имаат Рецепти, добри рецепти! Избај, чекам да сготвиме нешто заедно, дедо Менда. Да, но јас сега гледам овде нешто друго ќе се Ама прави. прво треба да учиме. Пред да сготвиме, Да. на учителката ни дојде со... имаме некаков час по математика.
Да, денеска ќе имаме час по математика за прво оделение. Денеска ќе учиме за одземање со броење назад. Добро. Одземање со броење... Земање со броење назад. Да, Доминда. Одземање со броење наназад. Што е тоа? Одземаме исти количини. Например, 10 минус 3. Секогаш велиме одземање, ова е најбитното нешто, со броење наназад. 10 минус 3. 10, 9, 8, 7. Секогаш со дечињата од прво оделение одиме наназад. Тоа значи мора да го усвојат и да знаат дека одземањето е броење наназад. Како одземаме? Еве на 10, да. 9, 8, 7. И одиме наназад. Играме за почеток секогаш една игра аквариум. Можеме да извлечеме едно ливче. Така. Еве јас ќе извлечам едно ливче. И ќе видиме кои бројни се паднал. Мене ми се падна 6 минус 5. 6 минус 5. Табелата стотка, сите првачења задолжително наставничката им ја дава. Таа мора да постои во прво оделение. Како сметаме, значи како одземаме? На овој броен израз 7 минус 6 го ставаме моливчето на седмицата. Така? И враќаме, броиме 6 полење назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Односно стигнавме до бројот 2. до бројот 1. Да. Добро, јас погрешив. Ама најубаво е Дека го за прескрутнавте учителка. за да не сгрешиме, најубаво е со одење назад. Може да пробаме. Ајде. Ајде. 7. Значи 7. Минус 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1. Еден метар. 1. Така. Ајде да почнеме, да може да пробаме ли не се Мене ми е 6 минус 5. 6 минус 5. Другата насока ја взимаме 6 стапчиња. И да јас ќе земам 6 6 стапчиња. Од иста боја? Како сакаш? И да сакам да бидат и плави и една зелена. Така. 6 стапчиња. Да. 6. 6 стапчиња. Од тие 6 Шест стапчиња поставаме знакот минус. Така, минус. Минус И од нив одземаме 5 стапчиња. 5. Добро. Така, 6 минус 5. 6 минус 5. И сега од стапчињата 6. имам 6 стапчиња и почнувам 1, 2, 3, 4, 5 и ми остана едно стапче и тоа е резултатот 1. Ете така. 6 минус 5 е еднакво на 1. 1. Супер. Исто така можеме да извлечеме уште едно со копчиња, дечињата многу сакат исто со копчиња, со разни манипулативи да се играат. Да. Они имаат на нивните клупи. 5 минус 3. Така, земаме 5 копчиња. 4. И да домен да ти можеш на баба Севда джемпирите да си направиш копчиња и да си вижбаш одземање. Да, ние кога бевме мали, овие работи ги работевме со камчиња. Со Во камчиња. наше време немаше вакви работи, ами имавме камчиња и си собиравме и си одземавме со камчиња. Ами тогаш е било многу забавно, така? Да, секогаш е забавно. 5 минус 3, значи имаме 5 вакви копчиња и од тие 5 ќе извадиме 3 и остануваат 2 копчиња. Така, и си запишуваме 5 минус 3 Еднакво на 2. Така, само на смарт таблата малце не се снаоѓаме. Најдобро. Да најдеме множење, а не, каде? Во пишување. Запишување, чекај. Запишување, еве. Ете, така. Не, чекајте малце. Не, како? Еве. Добро. Свич. Јас ќе посвирам малку додека вие се снајдете. Ама не ни излезе. И па. Опа! Иха! Односно имаме 1, 2, 3, Еве 4, го ова. 5 крупчиња и од нив тргнеме 3 крупчиња, ни остануваат вкупно 2 крупчиња. Така. Па тоа е слично како со копчињата исто. Така, Тоа така. е едноставно.
Ова не е математика за прво оделение, а дечињата од прво оделение може дома да вежбаат Со било што? со било што. Може да Нека се решат, еве, занимаваат и 10 во за- кујната додека помагаат на родителите Така. околу готвењето. знаете, другари, можете да ни се јавите на нашите телефонски броеви, ќе ги видите овде долу. Можам и јас да ви ги кажам ако се појават. А да, 02 511 987 57 и 02 511 98 59. Линче! Може да не имаме се јавите и да не прашате ништо во врска со математика и со одземање. А дали може да кажеме нешто И, за математика за второ оделение? И да, пошто имаме другарчиња од второ оделение, многу другарчиња од второ оделение, што ги знам што седат дома, така да Сакаат треба тие, нешто од Тие второ сакаат, оделение. значи, денеска да учиме за множење со бројот 10. Множење со бројот 10, Да. супер. Најлесно начин за сваќање за разбирање на множењето е собирање на исти собираци. Така. Множењето е собирање на исти собираци. Например, во една група ставаме 3, 4, 5. Собирање на 6, исти собираци. Да. 7, 8, 9, 10. Логички плочки ќе ставиме на едно место. Вака да направиме просто. И на другото место исто ќе ставиме 3, 4, 5, 6. Добра. 10. Да, вкупно 8, 9, 10. Вкупно имаме на колку места ставено по 10 логички плочки? На 2 места по 10 логички плочки. Така, и кога ќе ги зброиме на 2 места по 10 логички плочки, вкупно ни излегуваат 20 логички. 20 логички плочки. Сега ова, пошто е малце поголемо. Само малку. Така. Добро, ама сега имаме вако, не ни треба табла, ни треба... Ова ни треба, така? Да. Множење со 10, ајде! Множење со бројот 10. Ева вака. Множење со бројот 10. Еве, имаме. Значи имаме една група од по 10 мајмунчиња, еднакво на 10 мајмунчиња. Така. Односно, 1 по 10 е еднакво на 10. 10 Така. мајмуни! Така, две групи по 10 мајмуни е еднакво на 10 плюс 10, односно 2 по 10, две групи по 10, 20. 20. Па одиме се понатека. Три групи од по 10 цветчиња, 30 цветчиња, односно многу треба да се внимава, да се запази на редоследот 10, 10, 10, 10. Така. Значи, собирање на еднакви собироци. Запамтивме дека множењето е собирање на еднакви собироци. А постои собирање на нееднакви собироци? Тогаш не е множење. Тогаш не е множење. Да, Да. логично. Тогаш не е множење. Линче! Имаме 5 групи од по 10 свечиња, односно 5 пати го имаме бројот 10 и вкупно добиваме 50. Па 6 групи, 7 групи, 8 групи и се 8 морковчиња, 10 групи по 10 морковчиња. Леле! Така, за да не ги броиме сите, знаеме дека 10 плюс 10, 10 пати плюс 10 е еднакво на 100. 100! Односно 10 по 10 е еднакво на 100. 100. Така е, јас многу сакам математика. Да. Друго што ќе научите? А ние имаме еве математика и некои листови наставни ливчиња за дечињата дома да вежбаат. Како да им Значи, кажеме и на нашите другарчиња да вежбаат? и ние Еве да имаме си една вежбаме бројна дома? низа. На бројната низа скокаат по 10, да дојдат до бројот 100, собираат плюс 10, плюс 10, плюс 10, колку пати ги имаме, колку квадратчиња и најбово на крај надолу пресметуваат множење со 10. Значи на тој начин најлесно се учи множењето со 10. Имаме некој. Здраво. Здраво, кој другарче. се јавува? Ало, Да? ало, Здраво, здраво. ало, добар ден, моето име е Мила. Здраво, Мила. Јас имам прашање. Повели. Како да научиме таблицата множење? Најлесно како да научите таблицата множење? Така. Да. Таблицата множење најлесно се учи како собирање на еднакви собироци. Значи множење, собирање на еднакви собироци, ама јас дефинитивно би предложила мора таблицата да се научи на памет. Таблицата од 1 до 10 мора да се научи на памет. Секоја таблица
ќе треба да знаеме и да памтиме цел живот. Значи, собирање на еднакви собироци. Наместо да ги собирате, со повеќе пати кога ќе собирате и повеќе време кога ќе вежбате, лесно ќе се научи таблицата на памет. Така. Така е, и јас кога бев дете на памет си ја учев таблицата. Добро. Да. Друго што имаме, учителке, спремно? Па имаме спремно малце да се развеселиме, малце имаме музичко да се развеселиме, значи имаме спремно разни детски креативни изработки, односно ова се нарекуваат детски музички инструменти. Детски удирачки музички инструменти. Не, удирачки се, има нешто удирачко. Да, Така. удирачки се. Ова ни се викаат детски Се музички. удирачки имаме вако. Да. А ти имаш... Линче, јас имам овде кларинетче, некој. кларинетче. Имаме детски музички инструменти, овие инструменти ги изработуваат самите дечиња. Многу лесно се изработуваат од тробалки. И ова ваква од играчки внатре е наполнато со со зрнца од ориз. И Со видите зрнца како е од убаво ориз, направена и само може ниски. да се лупа. Така, многу убаво тапанче. Може јас сум експерт за тапанчиња. Дедо Менда, зурли трестат нас рацело, тапанчука рум-дум-дум. Ајде, Дедо Менда да му го дадеме Еве, тапанче, дедо Еден Менда. метар, добро е. Еве. Ма ние имаме музика, можеме да си пуштиме музика. Односно нашите македонски ора се правото оро, пајдушкото, Имаме многу тешкото. македонски ора. Да. Лесно. Може ли да слушнеме некоја оро? оро? Најтешко. Може ли да слушнеме некоја оро? Може да слушнеме некоја ора, ајде да слушнеме некоја ора. Правото оро може да се Правото слушнеме. ора. Така. Леле, како ми доаѓа. Море крвта ми врија веднаш. Рапај, опај, ајде, Линче, еден метар, стани. Ајде, И сега учителке. не можеме ние ни да играме Е, ора. Не може. Како? Ние не можеме да играме ора заради тоа што не смееме да се држиме за раце. Не смееме да се држиме за раце. Меѓутоа го имаме исто така убаво оро ни и пајдушкото оро. Да. Можеме да го пуштиме И пајдушкото оро? пајдушкото да го слушнеме. Ајде да видиме. Ајде сега. Друго оро ке слушаме. Пајдушкото исто така. Ајде, Линче. Учителке, не се смеј. Не тешко. Еден метар, не станувај. Еве, јас да, вака. Ова се македонски Дечиња, ора. можете и дома да се играте вака. Така, Ја, така. биде позабавно. Јас, дечиња, знаете што јас обожавам кога нашите ора и песни ги модифицирам. Значи, ако има нешто Линче, јас си се играј! бркам, си Така. правам си правам модификации на нашите ора. Така. Исто така го имаме и уште едно оро, ама тоа само професионалците знаат да го играат. Кој да видиме кои се тие професионалци, која Еве го ора? професионален со Тешкото оро. Тешкото ора. Дедо Менда, ти го знаеш тешкото ора. Тешкото? Да. Тешко го. Ја креваме ногата нагоре. Ова, кога бев млад си го знаела сега. Знаела. Опа! Значи, тешкото ора, све се, тешкото ора е вакво. Движењата се бавни Така. и траат по половина час од едно движење. Линче! Застанувате и стоите. Половина час стоите во едно место, Така. па се... Ама и многу се вучи. Па после половина час ја минете Ајде, другата баби! нога и стоите исто. Гледайте, баби, дедовци учете! Да, одлично, Одлично. супер, браво. Оле, Значи, браво, супер, одлично. Ова се тие... Ова е едно од Баба најтешките. Севда, тешко мене, ако Дедо Менда многу звуци ми дојда. Да, тука се многу си битни изморила, инструменти Доро. исто така. Да, Зурли, тапани, премногу инструменти. премногу инструменти имаме, да... Линче! Она мојата сигурно ме вика, јас морам да одам кај нејзе. Добро. Не знам. Добро. Јас сега, драги деца, морам да одам кај баба Севда.